Професионалниот готвач Бобан Билбиловскиот тетово со златен медал се врати од 15-тиот интернационален гастрономски фестивал, што се одржа од 2 до 5 февруари во Истанбул во Турција. Во конкуренција на 700 надпреварувачи од 75 земји, Бобан освои златен медал во категоријата модерна кујна, готвил риба лосос. Секогаш нови интернационални надпревари се пријавувам под модерна кујна, бидејќи не си ограничен што сакаш да готвиш. Претежно готвам лосос, риба, бидејќи не ми одзема многу на време. Термичка обработка за лосос е многу брза, така да сготвив лосос на 3 начини. Уствари тоа и се бара на овие надпревари, да има тежина на работа, значи да има повеќе термички обработки. Направив, кажав, лосос на 3 вида на лосос, значи варен, печен и пржен. Па добив добри поени. Дојдов на границата од 90 до 100 е границата за златен медал, јас добив 90 поени, од кои што лани имав 100. Значи концептот на овој надпревар е да извадиме по 2 исти порции, автентични исти 2 порции, од кои што едната порција оди за изложба, а втората порција е за дегустација. За мене престиж беше само што моето јадење го проба председателот на ВАКС Томас Гуглер, кој што на вистина е гордост да го проба моето јадење. И добивме позитивни оценки. Се разбира, бидејќи е многу тесен кругот да се добие каква и да е награда. Бобан освоил заедничка награда во репрезентативниот тим кој доаѓа од Македонија. Заедно со Игор Ангелов од Скопје и Владко Ѓорѓиевски од Охрид освоиле бронзен медал. Така да Гран При се подразбира, а ние готвачите тоа го викаме Black Box, кој што не ги знаеме намирниците кои ни се. Имаш 10 минути да напишеш мени, се додека не го предадеш менито на судијата, не можеш да почнеш да готвиш. Готвевме 90 минути заедно со Владко Ѓорѓиевски од Охрид и Игор Атанасов од Скопје. Значи како тимски, Владко правеше предјадење, јас главно јадење, Игор Атанасов десерт. Значи имаме 90 минути, треба да составиме мени и да оди ганг по ганг, значи прво предјадењето, главното па десертот. Ваквите надпреварувања се можност за професионалните готвачи да добијат нови искуства, како и контакти со колеги од целиот свет. За жал, тука во Македонија не можеме да ги употребиме овие техники на готвење, но да, се учи многу од овие надпревари, се стекнува нови пријатели, значи нови контакти, пред се е дружењето. Медалот како медал, да. Но се стекнуваат многу искуства, многу контакти, дружења, значи од целиот свет луѓе доаѓаат на тој надпревар и така. Пака целата моја приказна почна уште од средното училиште, нели, Моша Пијаде тука од Тетово, кој што желба од како малав ми било да бидам готвач, така да се запишав во средното училиште. Како хотелско-туристички техничар имам завршено. Првите мои почетоци беа во ресторан Чардак, каде првпат влегов во професионална кујна и уште повеќе ја засакав таа работа. Потоа самото време се надоградував, учев, барав нешто ново, но тука во нашиот град не можев ништо да најдам. Отидов во Скопје, во Реофлат почнав и така, почна целата приказна, сите тие контакти. Тоа е тоа. Кој е оно што најмногу сакаш да го подготвуваш и си најумешен, да кажем? Рибата највише сакам да ја подготвувам, бидејќи мислам дека е од првите јадења што човекот почнал да ја јаде. Брза за подготовка и многу има техники со рибата, така да рибата ми е фаворит во готвењето. Минатата година, кога првпат учествувал на фестивалот, Бобан исто така освоил златен медал.